Далеку познатиот сточен пазар во Облешево е тажно празен. Вчерашниот пазарен ден беше уште едно разочарување за сите што беа таму, зашто речиси немаше ниту продавачи, ниту купувачи. Зошто и на овој пазарен ден стока има толку малку? Па нема стоката си испродаде повеќе, нема стока. Нема стока и нема. Субвенции не взимат луѓето, нема што да чува. Нема моќ. Треба се да купува, раната купува. И затоа тешко се чува. Леба кој да ги чува. Младите избегаат, старите од лебожоа и за тоа. Освен што нема кој стојката да ја чува, не се совпаѓа ниту пазарната логика. Па многу идеш минус. Например, земал си 100 бали, за тие 100 бали за еден месец ги израниш. Колку е тоа? Па 100 бали са 10.000. И? 10.000. Па немаш ти ништо за тебе. За тебе немаш. Продадеш од него, раздужиш. И нема. Пара нема од тоа. Има ли интерес за купување? Па има, вие прекупците така вршат работа. Само у Словенија исто. И на пазаро и таму таа цена. Кај нас такое време. Но проблемите на сточарите не завршуваат со скапата храна и трговците. За пари и екзистенција тие треба да се борат и со државата. Сметале на неа, а таа ги изневерила. Помош од државата слично нешто? Нема. А треба? Па даваше субвенции, сега и со прека и них не ги дават. Јас 2 години не сум взимал пари. Полани 20.000 требаше да земам, не ги дадеа. Сада лани 1000 евра не ми ги дадеа и тие пари. И зашто да го чувам? Ја немам помош од никаде. Поради сева ова, пазарот во Облешево умира, а со него и сточарството. Се постарите сточари екзистенцијата е барат на друг начин, а младите од стоката бегаат што подалеку. Маката на нивните родители не сакаат ниту да ја помирисаат. Од тука, животни за продажба во Облешево има 10 пати помалку од колку пред 15 години. За многу кратко време, најверојатно, пазарот ќе остане потполно празен, а Облешевскиот сточен пазар ќе остане само во сеќавање.